Министерството за внатрешни работи експресно реагираше на барањето на жителите од Дебарско-Реканскиот регион за проблемите при вадењето на новите патни исправи. Од МВР информираа дека во текот на денешниот ден веднаш ќе бидат издадени пасошите за граѓаните кои побараа да им се извадат патните исправи во најкраток можен рок, а истовремено започнато е забрзано фотографирање за издавање на нови патни исправи за жителите во овој регион. Ваквата реакција доаѓа по вчерашната посета на премиерот Груевски на Дебарско-Реканскиот регион, каде што беше информиран за повеќе проблеми со кои се соочуваат жителите на овој крај, од комунални инфраструктурни проблеми до проблеми со пасоши и документи. Во Жировница главниот проблем беше застојот во издавањето на пасоши за печалбарите, кои се во посета на овој регион, а кои за кратко мора да си одат. Се жалат за долго чекање на продолжување или добивање пасоши, како беше? Нови пасоши. За нови пасоши. Нема продолжување, нови пасоши. По 2 недели чекале и така. Може ли да се забрза тоа? Кој канал 5? Ќе се забрза сега? Нема тоа да се. Океј, еве тука се дојдени се од нели има печалбари многу тука. И викам чекаме треба се вратиме не многу долго, 2 недели. Те морам да реагирам за тоа. Покрај реконструкцијата на пристапниот пат до Жировница, ќе се реконструира и локалната патна мрежа во населеното место. Во Жировница имав можда со многу луѓе да разговарам и дознавме дека главниот проблем на луѓето таму е патот низ самото село во Жировница. Со градоначалникот договоривме со одредени средства со кои што тој набрзо ќе може да располага. Некаде ова есен, се надеваме до ноември, да почне целосно реконструирање на тој пат. Сите говореа за тоа. Значи секој втор со кој што разговарав ми послуши за патот. И иако не ни беше во план, најдовме начин заедно со градоначалникот како да го реконструираме тој пат, да се стави целосно нов асфалт. И тоа ќе почне некаде, како што каже градоначалникот, некаде во ноември годинава. Затоа е и ова присуство на терен. Ако сме тука, ќе слушнеме, ќе помогнеме. Ако политичарите ги нема, не може да се воспостави директен контакт со нив, нешто ќе решат, нешто нема да решат. Нашата поента не е само да ги решаваме проблемите што сме ги ветили, туку да слушнеме и за нови проблеми. И за проблеми што не сме ги ветили, ако може да помогнеме. Впрочем, карактеристика за оваа политичка гарнитура е што не само што ги исполнува ветувањата што ги дава во програмата и што ги кажува на митинзите, туку многу често исполнува или решава проблеми што не ги ветила. И тука е нашата додадена вредност во однос на нашите политички конкуренти. Во однос на барањето на граѓаните за проблемот поврзан со плаќањето на радиодифузната такса, беше кажано дека на владина седница веднаш ќе биде поднесена информација за лоцирање на местата кои немаат прием на радиодифузен сигнал, пошто истите ќе бидат ослободени од овој вид такса. Како да го надминат што нема и не гледаат телевизија, ќе може да не плаќаат повеќе, плюс ќе пуштаат експерти за мерење да видат како 2 години дадеме молба. А тоа ќе го поправат да може да гледаат. Тоа на следна седница. Не, за работување во граници веќе. Значи за поправка ќе ни дадат информација, а за неплаќање ќе се донесе одлука да не плаќаат бидејќи не гледаат. Ама ретроактивно да види за овој период. Ретроактивно да не. Денес во Жировница и директорот на Фондот за здравство Сашо Стефановски, кој со стручен тим од оваа институција ќе се обиде да најде решение во однос на посочениот проблем за здравственото осигурување на жителите печалбари.